Стигнавме и до вториот дел од нашата емисија, почитувани гледачи. Наши денешни гости за денес се Илија Настовски, професор по пијано во Основното музичко училиште Стефан Гајдов во Велес, заедно со неговите ученици Матеа, Дора и Софија. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдовме. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Најпрво ќе започнам со вас, професоре. Раскажете ни нешто повеќе за вашата музичка кариера и почнете од самиот почеток. Па вака, јас како ученик почнав да учам во музичкото училиште во Велес, каде што и предавам. Бев особено, да кажам, големо дете. Значи, почнав од 7 одделение. Успеав да стигнам до 6-та година, значи во тие 2 години колку што ги имав да ги изучувам во музичкото, успеав да ги изучам сите 6 години и да се упишам на средна музичка школа во Штип како инструментален одсек, да работам со врвни професори, да работам уште во нижото музичко училиште со врвна професорка како што е Марчела Крудели, на еден семинар во Битола на Интерфест, тоа е еден познат музички фестивал во Македонија, кој што обстојува веќе можда би повеќе од 20 години. Таму запознав многу професори, запознав многу музички педагози, меѓутоа останав со соработката со Марчела Крудели. Потоцна се запишав во средната музичка школа, значи во Штип, инструментален одсек пијано, како еден од најисклучително талентирани деца од музичкото училиште од Велес. Во текот на средното школување освоив неколку меѓународни државни награди. Се сретнав со меѓународни професори како што е Доријан Лелјак, исто пак со Марчела Крудели, Дејана Андерсен од Белгија, Рита Кинка од Србија, Нови Сад. Се сретнав со Јокут Михајловиќ, професорка на музичката школа, музичкиот факултет во Београд, на постдипломските студии. Значи, плејада на професори кои што се многу значени за музичката уметност во, да речеме, Балканот, па и светот. Некој од нив. Подоцна запишав факултет во Скопје, дипломирав со висока оцена во краток рок. Исто следеше семинари, следеа неколку средби со останати други професори. Имав исто средба со меѓународно признат професор по чембало, што су ми прва генерација на чембалисти во Македонија. Се сретнав со истите овие професори претходно што ги набројав, нели, продолжив со искуствата, со работата со нив. Дипломирав 2008 година, а магистрирав 2011 година со највисока оценка 10. Така и завршивте како професор во музичкото училиште. Да. Зошто од сите инструменти на светот токму го избравте пијаното? Тешко прашање. Значи, ние музичарите кога, да речеме, бираме инструмент, го бираме прво по можда би формата, обликот на инструментот, потоа по тонот, потоа се она што ни останува во, нели, сеќавање од тоа што сме го виделе како инструмент, како појава, нели. Можда би пијаното ми оставило најголем впечаток затоа што беше најголем инструмент со многу голем тон. Тоа се случи во училиштето Свети Кирил и Методи, додека јас учев основно училиште, да ја видам наставничката Ања Брашнарска како свиреше на клавирот. Имаше огромен клавир во собата. Јас тогаш за прв пат се сретнав со тој инструмент, за прв пат посакав да свирам и за прв пат желбата беше многу голема. Дури посилна и од се она што беше играчка, се она што беше нели, пропратно во детскиот живот. Значи, желбата за свирење стана огромна желба за свирење. Па и така се моите почетоци. Така. Сте посетувале, да се навратиме на она преска што го потенциравте, часови семинари по пијано кај светска познатата пијанистка Марчела Крудели од Италија. Какво беше тоа искуство?
Вака, значи, како ученик во втора година нижа школа или основно музичко училиште во Велес, бев исклучително талентирано дете, па директорот одлучи на тој семинар да ме прати токму мене, затоа што има веќе спремно дело од Фредерик Шопен. Ова светски позната пијанистка Марчела Крудели е светски председател на пијанистичко здружение за свирење на Шопенова музика. Значи, она изведува Шопен секаде низ светот и предава на Корто школата во Франција, во Париз. Кога отидов таму, првите средби ни беа информативни со неа, можда би на некој начин ладни. Значи се почувствува она европски манири, да речеме, на однесување. Се почувствува она строгост во работата. Меѓутоа, по час-два со неј запоминати, станавме толку многу блиски, значи, она почувствува дека во мене го има оној жар на Шопен, на изведувачка, како да кажам, на изведувачки дел за Шопен. Почнавме да работиме, да речеме, неколку минути почетни, она стана, тоа ми остана во сеќавање, стана, и наеднаш со зачудувачки глас кажа: ова е правото нешто што треба да биде. Тогаш кај мене, нели, дојда емоции, чувства, мотивација за продолжување понатаму. Остваривме голема соработка со професорката, со тоа што и во текот на средното училиште останавме во контакти, па на неколку наврати преку интернет државме часови. Остваривме контакти исто да она дојде во Македонија, да се направи некој напор, Филхармонија да ја повика да држи концерт, па така да неколку студенти да успееме да имаме час во филхармонискиот простор со нејзе. На неколку наврати исто се сретнав со неа приватно, значи приватно во Скопје, на моја иницијатива. Така да нашите контакти со неа се продлабочија и ден денес контактираме преку, нели, социјалните мрежи, преку интернет. Така да останавме пријатели. Какви се условите за работа во вашето училиште? Па можам да речам дека едни од најдобри услови имаме во цела Македонија како музичко училиште, со тоа што менаџерот или директор на училиштето Благој Каракачанов е многу посветен човек на својата работа, нели, на менаџирањето на училиштето, со тоа што во последно време сите услови се подобрени на максимално високо ниво. Значи, доколку во другите училишта држат клавирна настава или настава по пијано на еден инструмент, ние држиме на два инструменти и тоа во одлична состојба. Значи, се случува во другите училишта исто да нема грејење, нели, да се, нели, условите малку полоши. Кај нас е тоа на многу високо ниво. Значи, просториите се одлично затоплени, просториите се одлично исчистени секогаш, морам и тоа да потенцирам. Со еден збор, услови каде што може секој професор, да речеме, да работи. Значи, да твори, да создава нови млади уметници, значи, таленти, да открива. Така. Колку отприлика број ученици вашето училиште? Па негде околу 200 ученици, значи околу 200 ученика на глобално ниво на училиште или околу 120 ученика по клавир. Така. Значи. Така, вие како ученик сте и учесник и на неколку државни и меѓународни надпревари. Кажете ни нешто повеќе за тоа. Во текот на средното музичко училиште, додека траеја моите средношколски денови, во првата година професорката ме виде како кој талент го поседувам јас и одма одлучи да ме испрати на државен надпревар во Скопје, каде што освоив пофалница. Тоа беше еден
да речеме потежок натпревар во времето на 2001 година, 2002 година, значи се случуваше тој натпревар. Тоа беше натпревар на млади музички таленти или натпревар на музичко-балетски педагози на Македонија, во организација на музичко-балетски педагози на Македонија. Таму ја освоив пофалницата, како, да речеме, некое си четврто место. Значи, се рангираат прво, второ, трето место и пофалница. Имаше една прва, две втори, три трети и три пофалници. Значи, јас бев прва од тие три пофалници. Подоцна настапував на еден меѓународен натпревар во Белград во Србија, Петар Коњовиќ, тој е светски познат натпревар, значи не е на европско ниво, оди на многу повисоко ниво, со тоа што се надпреварував со ученици од Кина, Кореја, Тајван, со ученици од Јапонија, исто ученици од Виена, од Австрија, од Унгарија, од Така, од повеќе земји. Повеќе земји, сега не можам дури ни да се сетам точно колку беа, некаде беа околу 35 надпреварувачи во мојата категорија и беше многу тешко да се оцени затоа што сите свиревме. Значи сите да речам на некој начин изведувавме перфектно. Тогаш ја освоив исто пофалницата на надпреварот, која што беше само една. Значи имаше едно прво, едно второ, едно трето и една пофалница на надпреварот. Следен надпревар беше државен надпревар во Штип по камерна музика. Освоивме високо второ место со колегата Гоце Костадинов од Штип, сега исто колега ми е во средното музичко училиште. Бевме една единствена награда, највисока, значи не се додели прво место, се додели второ, прво од вторите места, а две втори се доделија само. Следен надпревар беше во Нови Сад, Република Србија, исто од светски карактер. Таму се надпреварувавме 50 учесника во 3 етапи, со тоа што јас тасав до втората етапа да освојам трето место. Значи на меѓународен меморијал за Исидор Бајич. Следно што беше пак државен надпревар во Скопје за пијано, исто освоив второ место. И веќе следеа неколку концерти, следеа неколку настапи како солист, како камерен изведувач. Исто морам тука да го вбројам и настапот 2004 година во Варшава, во Полска, каде што бев повикан да свирам за фирмата Калисија, значи тоа е фирма за изработка на клавири. Има изработено клавир копија на Шопеновиот Ерарт. Таму настапив со дела од Шопен, значи целовечерен концерт со дела од Шопен во центарот на Варшава беше тоа, во баш продажниот салон, да речеме, на самата фирма, како таква. Од толку многу настапи, има ли разлика од настап на нашата публика и во светски рамки? Никаква разлика. Значи публика е публика. Дали може би имате повеќе трема во одредени ситуации? Вака, јас сум човек кој што по природа не е тремаџија. Значи, колку е пополна салата, кај мене толку е подобар концертот. Значи, добивам поголема мотивација кога имам поголема аудиториум за слушање. Значи, чувството во странство, во Македонија, не знам, дома или во школо, секаде е исто. Значи, кога свириме, се концентрираме само на она што го изведуваме, а не се концентрираме на публиката. Значи, публиката го восприема тоа што ние ќе им го сервираме на некој начин. Да се префрлиме и на учениците. Колку време свирите на пијано? Јас свирам 2 години на пијано. Така. Ти, Дора? Јас свирам 7 месеци на пијано. А ти?
И јас свирам 7 месеци. Од каде ви е желбата за музиката? И јас имам желба за музика како од малечка. И јас, затоа што малечка многу сакав да свирам, да пеам. И јас сакав од малечка да свирам и да пеам. Така. Зашто од сите инструменти го избравте баш пијаното? Пијаното има убава мелодија и мене тоа ми се допадна. А ти, Дора, зашто го избра пијаното? Пијаното затоа што ми беше најмилиот предмет од музичките инструменти. Ти, Матеја? Јас го избрав пијаното затоа што најдобра музика така ми влече. Најдобра музика. Имате ли трема на сцената? Јас немам многу трема на сцена. Јас пред да почнам, кога ќе почнам, ми чезнува трема. А ти, И јас Матеја? немам трема. Колку време посветувате на клавирот? Па јас во текот на еден ден посветувам 1 час на клавирото. И јас исто. И ти јас исто? така еден. А колку пати во неделата одите во музичкото училиште? Јас одам 2 пати во неделата во музичкото училиште. И јас. Сите исто? И јас та. Каде се имате настапувано? Ќе почнам од тебе, Софија. Јас имам настапувано на надпревари и на концерти на надпревари во Велес, во Штип, во Скопје, во Арангеловац и во Кавадарци. Јас имам настапувано во Арангеловац, во ликовниот салон и во училиштето наше. А ти? Јас имам 2 пати настапувано во музичкото училиште, еднаш во ликовниот салон и еднаш во Србија во Арангеловац. Колку награди имате добиено? Јас имам добиено 5 награди. Која ти е најдрага? Од сите тие? Најдрага ми е специјалната награда. Така. А ти, Дора? Јас добив 1 награда. Една? А ти, И Матеја? јас една. И ти. Кои композиции ги свиревте на последниот настап? Јас свирав композиција Мал прелудиум и свирав сонатина. Така, а ти, Дора? Индијанска борбена игра, Етида, Ханс и Караван. И јас свирав индијанска борбена игра, Етида, Значи истите од Веселиот Дора. Ханс и Ода на радоста. Така, која ви е најомилена од сите овие? Мене Караван. И најлесна, така? Тебе, Матеја? Мене Веселиот Ханс. Така. Дали стекнавте нови пријателства таму на вашето патување? Да, се запознавме со деца од Србија, од Босна и Херцеговина и така. И јас исто така, тите деца. Така. Професора, вие колку сте задоволни од вашите ученици, од соработката помеѓу професор и ученик? Значи, презадоволен. Можам да кажам дека имам класа од 18 ученици, кои што сите подеднакво вежбаат. Немам некое дете, да речеме, да одстапува од зададените задачи. Сите се вредни, сите се со свој карактер, сите се со посебна музичка мисла, посебно музичко делување, различни, различни во изведбата. Морам да потенцирам вредна класа дека имам и дека вредно работат и дека досега во моето предавање од 7 годишно работење во музичкото училиште освоени се преку 150 награди, од кои 30 државни награди и остатокот меѓународни. Така, а сега да се навратиме малку наназад на нашите ученици, да ги погледнеме настапите нивни кои се одвиваа во Србија.
И еве сме назад пак во студио со нашите гости, почитувани гледачи. Да продолжиме со разговорот, професоре. Како ги инспирирате учениците да напредуваат? Значи, индивидуалниот пристап на музичка припрема, да речеме, ни дозволува да работиме со ослободени програми. Значи, имаме програма зацртана, меѓутоа таа е многу слободна. Да одбереме дела кои што нив ќе им се допаднат, да одбереме кратки музички форми кои што самите деца ќе можат да ги восприемат и лесно да ги научат. А при тоа, со самото тоа што лесно ќе ги научат, без никаква потешкотија, ќе ги привлечеме побрзо и поедноставно да ги работат домашните задачи. Или да она што малку им го сервираме на школа, да 100% го изработат во домашна атмосфера, или да речеме тоа да биде домашна задача. Како не на школа, како што пишуваат домашните работи, како што ги работат, така како домашна задача да им биде да свират, да вежбаат. Со самото тоа вежбање или практицирање доведуваме до зголемување на интересот кај детето. Значи, се полесно и полесно може да свири и се полесно и полесно можеме да одиме напред. Се е цел на вежбањето. Се е цел на вежбањето, да. Така. Значи, тренинг. Баш како спортистот што има тренинг, така и кај нас е тренингот. Да се навратиме малку назад, вие како музичар предпоставувам да знаете да свирите и на друг инструмент. Која е разликата? Да, вака, јас си претходно кажав дека сум прва генерација на дипломирани чембалисти. Прво би објаснил што е чембало, затоа што пред македонската публика или пред македонскиот народ многу непознат инструмент, затоа што тоа е барокен инструмент или во времето на да речеме 16-тиот век, 17-ти век помалку, 18-ти век веќе се изфрла како таков и во 19-ти век веќе не се користи како инструмент. После необарок, неоренесанс, неоромантизам, неоренесанс што компонираат композитори, го користат, пак го враќаат во употреба како инструмент. Тоа е инструмент со две клавиатури, значи клавир, многу помал од клавирот денешен, меѓутоа има една и уште една клавиатура. Направен е врз база на нацрти за оргулја. Значи, оргулјата е со неколку клавиатури и со цевки, оние високи големи цевки, нели, во самите цркви што се користеле ширум Европа. Тоа е една упростена машина со жици и со перца. Значи, перцето трза на една жица и имаме некој пријатен звонкав глас на секој тон. Значи, произведува малку поразлични звуци од пијаното, се свири исто како на пијаното со малку пособрана техника, затоа што на пијаното дирката е, да речеме, негде околу 15 до 20 сантима, кај ова е 10 сантима. Значи, упола. Како инструмент ме привлече првенствено затоа што се свири барок на него. Особено го сакам барокот. Како форми се малку пократки од класицизмот, романтизмот, 20-тиот век. Барокната музика, особено свирење на чембало, скарлати. Значи, со професорот мој од Франција, Марио Раскин, каде што и дипломирав чембало, работевме исклучиво Бах и скарлати. Поредко Жан Филип Рамо, поредко Кристоф Вилибалд Глук. Значи, пошто и Глук е, да кажеме, нели, оперски композитор, но има напишано и за чембало, чембалска музика и неколку дела од Фробергер. Тој е познат ренесансен композитор, кој што до ден денеска се зачувани негде околу 200 негови дела. Значи, тоа е моето скршнување од клавирот, пренасочување на инструментот чембало, како што и имам искуство како пеач.
исто хорски пеач и соло изведувач, со тоа што работев долго време, значи некои си 4 години во Македонската опера и балет како корепетитор, хорски пеач, соло пеач, диригент на оркестар, заменик диригент значи на оркестар и како член на обновениот хор во операта и балетот. Така. И пред самиот крај, професоре, на разговорот, дали може би се припремате за учество за некои нови настапи? Да, кај нас не запира таа работа. Да ги споменем. Предвидено ни е сега во април месец да имаме прво општински надпревар, значи тоа е во моја организација и организација на Основното музичко училиште, заедно со Сдруженијето Хармонија МБ од Скопје. Потоа имаме настап во Република Србија, пак во УБ. Тоа е едно многу убаво место во областа Шумадија, недалеку од Београд. Ќе настапуваме на европски надпревар по пијано. Потоа имаме предвидено во мај месец регионален надпревар во Штип, значи продолжување на недржавен надпревар. Регионален надпревар во Штип, па потоа доаѓа по една недела државен надпревар во Скопје и како што нели по една недела размак, како да кажам, разлика. Доаѓа меѓународен надпревар во Врање, каде што веќе неколку години наназад настапуваме на тој, освојуваме вредни високи награди. Тоа е светски надпревар исто, значи поширок калибар на музичари доаѓаат, да речеме е пообемен надпреварот и значаен надпревар како таков. Потоа ни следи европски надпревар во Гевгелија и светски надпревар во Дојран, кај нас, каде што јас од оваа година веќе сум председател на организацијскиот одбор на надпреварот. Значи, тоа ќе биде надпревар организиран од руската влада во подружница на Македонија, значи во корелација со Русија, Македонија. Доаѓаат учесници од Израел, доаѓаат учесници од Гана, учесници од Србија, Црна Гора. Оваа година имаме најавено од Косово. Исто имаме најавено од Кина, како гости да ни се појават една група со разни музички перформанси. Пошто овој надпревар не е само специализиран за класична музика, има и театарски жанрови, има значи мелодии, народни забавни мелодии. Има жонглерски дел, нели она акробаци и така натаму. Во сите овие настапи има ли некоја годишна возраст определена? Значи за сите настапи, за сите овие меѓународни надпревари има возрастна категорија. Значи по категории се. По категории, меѓутоа категориите се однесуваат не по оделенија, него се однесуваат по возрастна година. Так. Значи, ако е, да речеме, 2008 детето, спаѓа во предкатегорија, која што и тргнува 2008 и помали. Има ли голема конкуренција? Па има. На сите овие надпревари конкуренцијата е огромна. Ако верувате дека само во класичниот дел на Дојрана, каде што сум јас председател нели на организацијски одбор, се надпреваруваат повеќе од 300 учесника. Так. Само во класичниот дел. И за крај, како последна порака до нашите гледачи? Значи, би сакал да се заблагодарам на Друштвото на пензионери од Велес, со председателство од магистар Веле Алексов, што ни помогна да на некој начин си го лесниме патувањето до Аранѓеловац. Исто така огромно заблагодарување на општина Велес и градоначалникот магистар Славчо Чадиев, кој што огромниот дел од сумата што требаше да се плати за патните трошоци ни го покри. Така.
Јас ќе ви се заблагодарам за вашето гостување, ви постакувам многу успех, нови настапи и се надевам дека ќе ви имаме во некоја наредна прилика повторно со нови награди. И ние ви благодариме многу што не поканивте во утринската емисија да учествуваме, да ги кажеме нашите успеси и да продолжиме понатаму, нели, со освојување на вредни награди. Така. А во продолжение, почитувани гледачи, ќе погледнеме краток рекламен блок, па се враќаме назад во студио.